Пред 2 недели негираше дека има златна виза за Дубај, но синоќа призна. Венко Филипче, екс-министер во владата на Заев и актуелен лидер на СДСМ, некако се предомисли, па и ја кажа вистината на јавноста дека виза имал, ама таа не била поврзана со недвижности, туку со преговори со Дубај да направи трансфер во болница таму. Ама откако станал председател на СДСМ и пратеник, овие преговори за заминување ги ставил во мирување. Зошто пред само 15 на дена не ја спомна работата во болницата, туку децидно ги отфрли обвинувањата дека поседува златна виза. Тогаш рече дека визата само му овозможува да патува, а не и да работи таму. Немам виза која што е поврзана со инвестиции, немам виза која што е поврзана со недвижнини, немам илјадници евра, немам сметки, немам виза која што е поврзана со милиони авиони и камиони, едноставно имам само виза која што ми овозможува да патувам. Во гостување на подкаст, сепак тој се изјасни дека има виза за работа во Дубај, ама не била поврзана со бизнис, туку со работа во болница. Пред периодот да се кандидирам за председател и за на партијата, односно претходно пратеник, бев во преговори со една болница во Дубај за работа таму. И добро напредуваа преговорите, дури и завршија една форма на валидација на документите, меѓутоа тој процес сега практично е ставен на стендбај. По ова негово признавање за златна виза за Дубај се отвараат многу прашања. Како Филипче добил златна виза, а само преговарал за работа во болницата? Во кое својство преговарал? Приватно, како министер или како политички функционер во СДСМ? Зошто пред 2 недели даде поинаква изјава и тврдеше дека власта прави пропаганда. Според водачката ВМРО ДПМН, граѓаните заслужуваат одговори, а лидерот на СДСМ лаже. Граѓаните имаат право да прашаат. Доколку визата не е заради инвестиции, тогаш зашто е? И што точно е ставено на стендбај? Некоја болница или нечија совест? Минатата година во ноември на социјалните мрежи осамна видеа како Венко Филипче заедно со Зоран Заев, екс-лидерот на СДСМ, во Дубај се забавуваат во друштво на познатиот пејач Харис Џиновиќ. По ова, во јавноста проструија неколку тези. Се пишуваше дека Зоран Заев ги сели бизнисите, целиот капитал и пари во Дубај. Но каква е поврзаноста на Филипче со Дубај и неговиот политички ментор Заев? За линкот Филипче Заев Дубај обвинува и дел од самите социјалдемократи.